Оваа година пакистанските лидери бара ресетирање на односите со САД. Односите меѓу Пакистан и САД во минатото беа премногу обоени од настаните во Авганистан, геостратешки и геополитички размислувања. Време е да се помисли таа позиција. Крајот на 20 годишниот воен сојуз во Авганистан го остави Пакистан надвор од стратегијата за национална безбедност на администрацијата на Бајден, објавена во октомври. Пакистан како стратешки партнер на Кина, ние навистина не можеме да се стремиме да станеме стратешки партнер на САД. Пакистан е многу заинтересиран да има взаемно корисни односи каде и да се спојуваат нашите интереси. Економските проблеми, политичката нестабилност и продорниот антиамериканизам во Пакистан ја прават соработката предизвик. Откако беше сменет од функцијата во април, поранешниот премиер Имран Кан ги обвини САД за заговор да го организираат неговото соборување, обвинение за кое милиони негови поддржувачи веруваат и покрај негирањето од Вашингтон. Реториката и антиамериканизмот кој ќе достигнат многу висок тон и влијанието што го имаат врз пакистанското домашно мислење им отежнува на САД да работат јавно со Пакистан. Тогашниот премиер Кан се сретна со председателот Владимир Путин во Москва на денот кога Русија ја нападна Украина и го застрами Исламабад. Но Салакудин вели дека Русија не е главен фактор во односите меѓу САД и Пакистан. Длабоките врски кои Пакистан ги има со Кина на воен и економски план, на енергетски фронт, се многу поголем фактор за тоа како се обликуваат односите меѓу САД и Пакистан. Многумина видоа ангажман со новата влада во Исламабад и во предложениот договор за одржување на пакистанските F-16 од 450 милиони долари од администрацијата на Бајден како позитивен знак. Тој план, сепак, го вознемери Нью Делхи, кој смета дека таквите договори се закана за сопствената безбедност. Басит вели продлабочувањето на односите меѓу САД и Индија, потикнати од желбата да се спротистават на Кина, влијаат и на националната безбедност на Пакистан. Соработката во Квад, начинот на кој САД и доставуваат одбранбена опрема во вредност од 20 милиарди долари на Индија, потоа очигледно поддршката на САД на кандидатурата на Индија за постојано место во Советот за безбедност на Обединетите нации, а потоа и нејзино членство во групата за нуклеарни добавувачи. Значи сите овие работи на вистина влијаат директно на нашата безбедност. Во октомври Исламабад ја осуди забелешката на американскиот претседател Бајден дека Пакистан е една од најопасните земји во светот поради тоа што има нуклеарен арсенал без кохезија. We meet all, each and every international standard. Стејт департментот подоцна изрази уверување во способноста на Пакистан да го обезбеди своето нуклеарно оружје. Некои исто така се загрижени дека конкуренцијата на Вашингтон со Кина може да ја наруши стратешката стабилност меѓу нуклеарно вооружените ривали Пакистан и Индија. Ја имате оваа безбедносна дилема каде Пакистан гледа кон Индија во однос на своето вооружување и својата стратешка рамнотежа, а Индија гледа во Кина. Кина пак гледа во САД, така што сите гледаат во следната поголема земја. Ние како САД би требале да посветиме повеќе внимание на нив. 2023 е изборна година во Пакистан, кога новата влада ќе одлучи како сака да се ангажира со САД. Вашингтон инсистира дека нема фаворити и дека ќе работи со оној кого пакистанскиот народ ќе го избере за свој лидер.